Добър ден, драги ученици! Аз съм Илия Ковачев, наставник по история и градинско образование в Основното общинско училище Никола Карев во Радовиш. Денеска по предметот градинско образование за 8 отделение ќе обработуваме наставната содржина лични и групни карактеристики, која ќе биде интегрирана со проектот јакнење на мултиетничката соработка во општините. Како цели на часот се следниве: ученикот да ги препознава и применува собствените карактеристики и да ги поврзува собствените карактеристики со успесите и тешкотиите со кои се соочува во одредени ситуации. Како резултати од учењето се следниве: ученикот да знае да ги поврзува с личностите и разликите што ги има со поединци или групи на кои им припаѓаат, и по 2, да знае да ги поврзе собствените особини со однесувањето во различни граѓански контексти. Потребни материјали: молив или пенкал и тетрадка. За почеток, вие извадете ги вашите тетрадки и запишете го и следниве прашања, а потоа одговорете: што е личен идентитет? И 2, што е групен идентитет? Стопирајте го видеото и одговорете ги прашањата. А јас продолжувам со наставната содржина, накратко да дадам некои информации. Значи, почнуваме. Луѓето меѓу себе се разликуваат во однесувањето, интересите, вкусовите, навиките, обичаите и многу други работи. Нема двајца целосно исти, ниту пак двајца целосно различни луѓе. Разликите меѓу луѓето го прават светот побогат, поинтересен и нудат можност за учење, меѓусебно надополнување и развој. Сите луѓе со својата комбинација на карактеристики што се однесуваат на изгледот, способностите, мислењето, уверувањата, потребите, интересите, придонесуваат кон богатување на заедницата. Секако дека луѓето имаат и голем број сличности. Некои луѓе, иако живеат во различни услови и средини, можат да имаат исти интереси или хобија, без разлика на која група и припаѓаат етничка, дали без разлика на боја, на кожа. Сите можеме да имаме слични интереси со некого. Значи, дали имаме интерес да вежбаме во теретана, да играме фудбал, да играме кошарка, или на професионален план, да работиме заедно за да си олесниме и да постигнеме подобри резултати. Најважно нешто по кое што луѓето се слични се нивните потреби за безбедност, почитување, пријателство, љубов, игра, забава, самоостварување и многу други можат да бидат. Секако, секој од нас има особени постапки и однесувања што ни се допаѓаат и што не ни се допаѓаат. Понекогаш е тешко да се истакне особина која нам ни се допаѓа кај себе, бидејќи можеме да се почувствуваме како да се фалиме, односно да изгледаме како фалбаџии во очите на другите. Различни луѓе може различно да ги вреднуваат нашите особини и тоа е многу нормално. Понекогаш е важно да знаеме како не вреднуваат другите и да се обидеме да погледнеме и низ нивните очила, така кажано, за да го разбереме подобро сопственото однесување и последиците што тоа однесување ги остава врз другите. Обично можеме да избираме да го представиме нашето мислење во одредена група, едно да бидеме, во друга друго, во трета трето. Односно, ние со тоа што даваме информации за нас, за нашата личност, луѓето можат да не оценат
но не можат да знаят да дадат 100% оценка какви сме ние, бидейки ние бираме какви податоци ќе им дадеме за нас и колку податоци ќе им дадеме. Че накратко, јас толку имав за да објаснам за лични и групни карактеристики, сега ќе одиме преку вежби и активности кои вие ќе треба да ги изработите за да дознаеме, односно да дојдеме до денешните цели, односно резултати од учењето. Продолжуваме понатаму со рубриката Знаете ли дека? Од 1 само експресија е наоѓање начин да се изразиме себе си, нашата личност, чувства, мислења преку зборови, музика, уметност или било која друга активност преку која ќе го искажеме она што е автентично и оригинално за нас. Одиме под 2. Во 1995 година Советот на Европа започна со кампања, чие мото е изреката "Сите различни, сите еднакви". Целта на оваа кампања беше да се обележи 50 години од завршетокот на Втората светска војна и да ја истакне борбата против сите форми на дискриминација. Сега одиме со активностите. Имаме активност 1. Што ми се допаѓа, а што не ми се допаѓа кај мене. Како насоки, размисли за тоа, кои твои особини, интереси, навики, вредности, релации со луѓе, постигнувања ти се допаѓаат, а кои не ти се допаѓаат. Потоа пополни ја табелата, која можеш да ја најдеш на следниот линк. Потоа ја преземаш брошурата Образование за 8 оделение на македонски јазик на страна 17. Исто така, табелата ќе биде поставена на наредниот слайд, од каде ќе можеш да ја нацрташ во тетрадка. За секоја наведена работа, во секој ред посебно процени најпрвно дали тебе ти се допаѓа или не, а потоа процени како тоа го доживуваат твоите родители или старатели и другари. Например, ако напишеш дека ти се допаѓа тоа што секогаш имаш напишано домашна задача, тогаш во колоната јас означуваш со додениот знак дека ти се допаѓа. Кај родителите или старателите, толку сметаш дека тоа им се допаѓа, означуваш исто во соодветната колона. Кај другарите, доколку сметаш дека тоа не им се допаѓа, означуваш со X во соодветната колона. Види пример во табелата. Еве и табелата. Има овде дадено како примери 2 особени интереси што се дадени и се решени, така кажано. Ми се допаѓа или не ми се допаѓа на мене, на моите родители или старатели и моите другари. Надолу имаш неколку полиња празни во кои треба да пополниш особени интереси, навики, вредности, релации со луѓе или постигања или некои други особини кои сметаш дека се добри, да ги запишеш и како дадените примери ја пополнуваш табелата. Значи можеме да ја стопираме табелата и ја пополнуваме. Откога ќе ја пополниш, продолжуваш со следење на видеото. Потоа имаме одговори на следниве прашања. Што ти беше потешко да напишеш? Работи што ти се допаѓаат кај себе или што не ти се допаѓаат? Зошто? Колку често ги покажуваш работите што ти се допаѓаат кај себе? Како се справуваш со работите што не ти се допаѓаат кај себе си? Колку ги покажуваш? Се обидуваш ли да ги поправиш? Дали секогаш она што нам ни се допаѓа истовремено и позитивно вреднувано и од другите? Кои се причините за разликите во вреднувањето?
ги запишуваш прашањата и ги одговараш. Откога ќе го завршиш тоа, кога ќе се вратите на училиште со ученикот до тебе, споделете ги одговорите. Презентирајте си еден на друг по 2 работи што ви се допаѓаат, односно не ви се допаѓаат кај себе, а потоа и 1 или 2 работи каде што постои разлика во одговорите што ги дал ученикот за себе во однос на проценката од родителите или старателите и другарите. Одиме понатаму со активност 2. Истражувачка активност, групни идентитети. Како насоки, внимателно разгледај ја табелата број 2. Групни идентитети, која можеш да ја најдеш на следниот линк: брошура за граѓанско образование за 8 оделение на македонски јазик на страна 18. Исто така, табелата ќе биде представена на наредниот слайд, од каде ќе можеш да ја нацрташ во тетрадка. Потоа замисли си дека треба некому да му кажеш кој си, употребувајќи само 3 од понудените категории на идентитет, што најдобро те опишуваат. По изборот на 3 категории, рангирај ги според важност, така што со 1 ја означуваш категоријата што ја сметаш за најважна, кога треба да се опише себе си, со 2 помалку важната и со 3 најмалку важната категорија. Еве ја и табелата, можете да го стопирате видеото, ја цртате табелата во тетрадка и ја решавате според упатствата дадени погоре. Откога ќе завршите, имате неколку прашања кои е добро да ги разгледате, а откога ќе се вратиш во училиште, спореди ги твоите одговори со другите ученици во паралелката и одговори на следниве прашања. Дали ти беше тешко да издвоиш 3 категории, како се определи за нив, зошто баш тие ти беа најважни? 2. Како мислиш дека ова рангирање може да се промени во иднина? Дали твоето рангирање се разликува во однос на другите ученици во паралелката? Објасни. И како за крај на активност, односно активност која треба да се спроведе во училиште, ја имаме следнава. Организирајте се во групи и со поддршка на наставникот спроведете активност во училиштето во однапред договорен простор и време. Треба да поставите 3 хамери и 3 фломастери на определено место во училиштето. Поканете ги другите ученици и наставници да напишат како се чувствуваат во однос на под 1. Моментално расположение, например се чувствувам енергичен, изморен, оптимистички, среќен, несигурен, исплашен и така натаму. Под 2. Омилена музика, под 3. Омилен десерт, 4. Омилена активност во училиште и 5. Што прво ми паѓа на памет кога помислувам на моето училиште. Целта на оваа активност е да се научи дека врз градењето на идентитетот влијаат заедно поврзани фактори од секојдневниот живот, па според тоа ќе имате можност критички да анализирате различни влијанија врз формирањето на нечии мислења и однесување. Со ова, фактички, ја завршивме наставната единица, а како за крај ќе се навратиме на целите, односно резултатите од учењето. Целите на часот кои беа: ученикот ги препознава и применува собствените карактеристики и да ги препознава собствените карактеристики со успесите и тешкотиите со кои се соочува во одредени ситуации. Резултатите од учењето ни беа следни: ученикот да знае да ги препознава сличностите и разликите што ги има со поединци или групи на кои им припаѓаат, да знае да ги поврзе собствените особини со однесувањето во различни граѓански контексти. Значи, со ова се надевам дека преку вежбите
се постигнати целите и резултатите од учењето и се надевам кога ќе се вратите во училиште ќе дискутирате на активностите кои ги имате сработено. И благодарам.